Почитувана колешке Пемова, ќе се согласам со првиот дел од вашиот говор. Добро е тоа што се согласувате и дека ќе прифатите овој пат зголемување на минималната плата. Јас колку што знам, вие бевте пратеники по долго време и добро ќе беше и во изминатиот период додека бевте во можност и позиција да правите зголемување на минималната плата. Добро е тоа што оваа власт ја отвори спиралата на покачување на платите, не само во однос на минималната плата, туку во однос на сите плати воопшто, и во образование, и во здравство, и во администрација, и на социјални работници, и во одбрана, и на воспитувачките во градинките. И добро е што рековте дека овој пат се надевам дека како опозиција ќе застанете за тоа покачување на минималната плата. Во однос на она кој што го прави оваа влада, јас мислам дека постигнате трипартитен договор помеѓу представниците на синдикатите, помеѓу организацијата на работодавачите и стопанските комори, кои што се договорија да минималната плата биде 14.500 денари. Знаеме дека 2017 година, како што рековте, да, ја покачивме платата за 3.500 денари и таа изнесува 12.507, со што исправивме една социјална неправда за која што вие не размислувавте додека бевте 11 години на власт, за жал, дека има работници во текстилната и во кожарската индустрија и другите гранки кои што зимаат на вистина плата од 9-10.000 денари, кои што се на вистина од она кој што треба да го добиваат. Во однос на економскиот раст, само ќе кажам дека растот од 4,1%, кој што беше во првиот триместер од оваа година, еден силен показател за исправноста на сите политики, со оглед на тоа дека е, да направиме една споредба, во 2017 година имавме минус 1,8% стапка на раст. Многу главен, основен стимул во сето тоа представува да инвестициите од една страна, меѓутоа и личната потрошувачка. Колку повеќе пари се слеваат кон граѓаните во Република Северна Македонија, толку повеќе тие ќе трошат и на тој начин уште повеќе ќе се раздвижува. Се разбира и со сите други мерки кои што ги прави оваа влада. Знаеме дека имаше 200 милиони денари во активните мерки, 400 милиони денари субвенционирање на придонесите и токму зголемувањето на оваа минимална плата е поврзано со овој закон кој што ние го донесовме за субвенционирање на придонесите, за да би можеле да ја уште повеќе отвориме спиралата на покачувањето на платите. Јас само ќе спомнам дека во овој регион, да, платата сега навистина со ово покачување ќе биде на значително ниво, земајќи во предвид колку изнесува минималната плата во соседните, во Србија и во Хрватска. Во Хрватска 405, во Словенија 667, значи ние треба да се стремиме кон минимална плата кон оние земји кои што веќе станале дел од европските интеграции. И јас се надевам дека владата оди во исправна, во правилна насока, затоа што инвестира навистина во човечки потенцијал, во граѓаните, наместо во споменици и барокни фасади. Благодарам.